Некогаш езерото Треска представуваше рај гордо за скопјани, а денес е оставено на забот на времето. Кампот кој пред повеќе од 2 децении беше вистинска атракција за туристите, во 21. век е претворен во рушевини, а езерото во мочуриште. Езерото Треска е изградено од само придонес на скопјани, живееше само 20 години. Во 1998 година, поради загаденост на водата, беше затворено за капење и од тогаш започнува неговото распаѓање. Скопјани ги запрегнале ракавите и го изградија кампот Треска неколку години по катастрофалниот земјотрес. Со солидарност и помош од градските служби, изградбата била завршена во 1978 година, а на отворањето присуствувал и Јосип Броз Тито. Со години центарот важеше за едно од најактуелните и посетувани места за одмор. Но денес сликата е поинаква. Скопјани се лишени од можноста за викенд да го посетат местото кое важеше за едно од најатрактивните во Македонија, па и регионот. Денес само звукот на звончето на стадо кози може да се слушне на некогаш познатото туристичко место. Погледот кон кањонот Матка кога ќе влезете во некогашниот спортско-рекреативен центар, веднаш се заборава од руинираниот и пропаднат комплекс. Рестораните, мунгаловите, летните тераси, тоалетите се искршени и разурнати, гардеробите и тушевите ги нема. Просторот е обраснат со трева до колена, бидејќи со години никој не го одржува зеленилото. Ѓубре има на сите страни и дополнително кучиња скитници го разлекуваат низ патеките. Единствено нешто што низ годините го направило езерото пубаво се дрвјата, кои сега се израснати со големи крошни и прават длабоки сенки. Иако во катастрофална состојба, сепак затекнавме постар скопјанец кој вели дека веќе 15 години доаѓа тука да прошета. Овде шетам јас 15 години, секој ден правам по 2 круга, ова беше рај тука. Само сега е пеколова, ова го направиле, го продавале железо да го направи лом, имаше кампови тука, живееле луѓето, беше многу најдобро, али сега не валя ништо. Наместо надлежните да превземат и да ја вратат живоста на кампот, тие направија план кој прво ги налутија, а потоа ги избркаа камперите кои престојуваа на ова место. Проектот за реконструкција на езерото со години лежи во општинските фиоки. Властите никогаш не најдоа решение за филтрирање на водата, а се ветуваа 200 милиони евра инвестиции во изградба на аквапарк и спортски терени. На ова место планирано е да се направат и игралишта за голф, ресторани и хотели, но инвестициите заглавија во правните лавиринти. Во јавноста владееше поделено мислење и многумина беа против да никне комерцијално стамбен комплекс и дека местото треба да го задржи својот автентичен лик.